Civil Media. 28 август 2019 година. Ден на рударите. Потсетник за потребата од заштита, безбедност и подобри услови за работа во рудниците. По повод денот на рударите 28 август, дел од политичарите присуствуваа на разни свечености и одбележување на празникот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера беше во Пробишти, каде потсети на исполнетото ветување на Министерството и владата за намалување на старосната граница за пензионирање на рударите со измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Премиерот Зоран Заев пак беше во посета на рудникот Бучим, кој одбележува и 40 годишен јубилеј. Цивил Медија им го честита денот на рударите и им порача на властите да преземат уште подрастечни мерки за подобрување на условите во рудниците, но и заштита на нивните работнички права и безбедност при работа. Пендаровски. Нема политичко мешање во истрагата за рекет. Моја работа како председател не е да ја коментирам секоја фраза од случајот рекет, се додека законската процедура со постапката за овој случај не покаже некои видливи моменти за кои потоа ќе можеме да дадеме оценка како политичари. Ова денеска во Македонска каменица го изјави председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, одговарајќи на новинарско прашање за неговата позиција во однос на случајот рекет. За Пендаровски е важно што работата околу процедуралниот колосек, како што рече, тргнала, а понатаму се останува на истражните органи. Флеш вести. Советот на јавни обвинители утре ќе ја донесе одлуката за тоа дали ќе ја почне постапката за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева поради нестручно и несовесно работење. Јанева моментов е во притвор за предметот рекет на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Поранешниот македонски дипломат и кандидат за председател на последните избори Блерим Река е скептичен за отварање преговори со ЕУ во октомври. Според него станува збор за два критериума поврзани со владењето на правото, случајот рекет и усвојувањето на законот за јавно обвинителство од кој зависи и датумот за преговори. МВР предупредува граѓаните да не наседнуваат на лажни наградни игри на социјалните мрежи и да не оставаат лични податоци. МВР во рамки на своји надлежности презема мерки во врска со овие случаи во соработка со полициски организации од други држави. 5 мина осомничени за предизвикување на пожарот во околината на Велес. Денеска се одбележува големиот христијански празник Успенија на Пресвета Богородица. Тема: кој ќе ги заштити градежните работници? Според извештајот на несреќи при работа на Македонското здружение за заштита при работа, за 2018 година има 33 смртни случаи, а додека случаи со повредени има 124. Најголема бројка од смртните случаи и повредените се случаи во Скопје, во најголем број при градежни работи. Досега во медиумите се забележани најмалку 4 несреќни случаи на градежни објекти во текот на летото. Како што пишува новинарката на Цивил Медија Ангела Петровска, и покрај забраните за работа при екстремно топло време, нема никаква реакција ниту од Министерството за труд и социјална политика, а нема реакција ниту од синдикатите. Цивилни активности. Цивил Центар за слобода утре со почеток во 11 часот во старата Скопска чаршија пред платото на ИЕ ќе го промовира проектот Зелена иднина, што го спроведува во соработка со Хајнрих Бело Цараево. На инфоштандот тимот на Цивил ќе сподели едукативен и информативен материјал за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот. Во директна комуникација пак со граѓанките и граѓаните ќе се слушнат нивните размислувања, ставови и предлози како овие вредности можат и треба заеднички да придонесат кон подобро општество. Цивил Медија вчера разговараше со граѓаните на Неготино за тоа каква иднина ја очекува Македонија во однос на екологијата. Повеќето од граѓаните од Неготино се согласни со тоа дека Македонија ја чека црна иднина и дека не очекуваат некои поголеми промени. Градоначалникот на Велес Аце Куцевски во завршниот дел од неговото излагање на семинарот на Цивил, транспарентност и одговорност одговараше на прашања од неговите сограѓани на теми гасовод, партиски вработувања во јавната администрација, екологијата и регулација на сообраќајот. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Civil Media.